Стадион. Емисија за вашата вистина. Ние од почетокот на кризата цело време даваме правна помош, превенираме, известуваме. Успеавме во почетокот да намалиме некои штетни ефекти од првите сетови на мерки. Меѓутоа, како да ви кажам, со ваква разединетост и кога само на некому е битна репрезентативноста, не можете да очекувате дека ќе станете некој фактор. Од друга страна, бизнис заедницата и нивните организации се сплотени и фала Богу и они се задоволни од мерките. Они се задоволни од све, работниците, еве ќе слушаме и за откази, еве само во текстилната индустрија минатата година имаше 7.000 откази според истражувањето на колегите од ЗМАј. Оваа година продолжува тоа темпо. Имате фирми кои што злоупотребиле државна помош, не исплатиле воопшто или исплатиле помал износ од оној кој што требаше да го исплатат, меѓутоа ние немаме реакции од јавно обвинителство, управата за јавни приходи и кога само вие зборите се гледа дека можете само да превенирате штети, ништо посебно. Не сте никаков фактор, бизнис заедницата е фактор во оваа држава. Мора да се констатира тоа. Ампева, го следите ревносно тоа што се случува и го истакнувате, го потенцирате во јавноста со текстилните работнички и работници. Не е тоа ексклузивитет само на понежниот пол, текстилната индустрија. Како се справува со пандемијата? Вистина ли е дека се намалуваат налози за работа, нарачките паѓаат, дека има голем број фирми во Источна Македонија, во Штип посебно, кои што се затвараат? Каква е реалната слика во ова година дена коронавирус? Значи, овде малце ќе одземам повише простор. Текстилната индустрија... Пред се тоа го спомна и Ралповски, а и Ристевски го напомена. Фокусот треба да биде здравјето на работа. Заштита, ризикот од короната. Тој аспект е многу... Некако имаше рембран во Штип, голем број конфекции беа привремено затворени за... Да, повели. Да, точно тоа. Од почетокот на кризата, значи ние како здружение и ние, и Хелсиншки комитет разговаравме и дававме соодветни мерки што треба во одреден период да се направи. Потенциравме дека превозот во текстилните компании, не само во текстилните компании, него и од оние поголемите странски фирми, компании кои што имаат голема концентрација на луѓе внатре, дека ќе ескалира ситуацијата и ќе излезе од контрола. Меѓутоа, поважен беше профитот, да не се пуштаат два автобуси, него ќе се пушта еден. И тоа си тера од веќе 30 години во Штип, значи воопшто не се грижа за здравјето на работниците. Голем дел, значи ќе кажам дека од работодавачите не се грижа за здравјето на работниците, меѓутоа не можам да ги ставам сите во ист кош. Имаше онакви кои што набавија собствен превоз, не се возеа веќе организирано преку фирмите кои ги имаше. Ако требаше комбето да оди еднаш, сега одеше 2 пати по работници, се пазеше со сите средства, не се ставаше вода во средствата за дезинфекција, него стварно шише за дезинфекција и такви некои работи. Меѓутоа, за текстилната индустрија дали има проблеми? Да, има проблеми и ние тоа со години наназад го зборивме, дека текстилната индустрија има проблеми поради лом производството. 95% од текстилната индустрија се основа на лом производство за некакви странски брендови кои што дават 0,4 центи парче. Сега, ние не сме конкурентни на пазарот, за автоматизација и модернизација не сме чули исто 30 години. Трагично е на толку пари кои што ги даде државата, односно не ги дала државата, него нашиот народен буџет во кој што сите ние даваме, придонесуваме. И на толку многу пари вие да имате толку изгубени работни места. Башка е тоа што за игрите и калкулациите во парламентот, меѓутоа пак ќе речем затоа бидејќи сето тоа се случи бидејќи се слаби заштитниците кои што треба да бидат на работниците, односно нивната разединетост. Овој 1 мај искрено така неам никаков ентузијазам, не ми е фино да кога доаѓаат работничките во канцеларија да ми кажат
до кога ќе бидеме бесплатни, немаме здравствено осигурување. Заедно со останати синдикати и граѓански организации, да ги спомнам Солидарност како едно од првите левичарски движења во државата и Хелсиншки комитет, имаме денеска пуштено некаков проглас, првомајски проглас, во кој што имаме наши барања кои што не беа послушани изминатиот период. Тоа е едно од основните работи е да се врати злоупотребената државна помош назад на работниците, да не се даваат пари од државната помош на фирмите, да одговори веќе основно јавно обвинителство до кај со предметите за злоупотребената државна помош од првите сетови на мерки, да имаме здравствено осигурување, бидејќи не е фер во време на една здравствена криза да немате здравствено осигурување. Поради големиот број на манипулации и злоупотреби со некакви анекси, спогодби и слично, имаме работници кои што поради причините за отказ не им следува надомес во случај на невработеност од Агенцијата за вработување, и тоа не е некој надомес, него тоа е 50% од плата која што била земана, и сега ние бараме тој надомес да може да се исплаќа и на оние кои што го изгубиле отказот поради причини кои што вообичаено не би ги следувала. Значи тоа мал дел од работите, значи тоа се итни работи, немаат кој знае колку фискални финансиски импликациите, и тоа е нешто што треба да се донесе. Исто ми смета што граѓанските организации и другите синдикати не се консултирани. Вие не може да зборите дека имате диалог, социјален диалог, доколку си ги викате само ние што ви се компетабилни. Стадион. Емисија за вашата вистина.